По неколкудневните остри пораки на релација Заев Ахмети, зачинети со лоши рейтинзи на терен, особено на албанскиот владеачки фактор, денеска премиерот прави обид да ја смири топката и да го седне на маса коалициониот партнер, за да најделе заеднички кандидат за шеф на државата. Повикот на Ахмети до сите албански политички фактори да се обединат во изборот за кандидат за председател, очигледно е предупредувачки сигнал за Заев, кој иако според рейтинзите води во мнозинските албански општини, заостанува за ВМРО ДПМН на ниво на цела Македонија, а особено кај етничките македонци. Свесен дека му се неопходни уште албански гласови, премиерот денеска одлучи учтиво да му понуди на Ахмети. Ги повикувам и Дуи, ги повикувам и Беса на Афримгаши, Беса на Билал Касами, Алијанса на турските партии, сите други помали партии, да смогнеме сили. На локалните избори направивме квантен скок. Граѓаните гласаа за личности, за граѓани. Не албанци за албанци, македонци за македонци, турци за турци. Не. Гласавме за личности. Можеме да направиме уште еден скок. Мислиот би бил добар консензуален кандидат, но повтори уште еднаш дека нема да трча за председател. Инаку изјавата на Ахмети дека непоканет на свадба не оди, давајќи му на Заев до знаење дека нема да го игра заедничкото председателско оро, уследи од како се прелила чашата на мешање на СДСМ во мнозинските албански општини под капата на Дуи, велат партиски извори од Бихаќка. По пораките на Заев за китање со туги перија и разединувањето околу праќањето на законот за јазици во Венецијанската комисија ја прелило чашата кај Дуи. Ама сега, пак ракавицата е фрлена од Заев. И да ги повикам сите да направиме една заедничка, одговорна анализа и да пронајдеме личност или личности зад кои што би можеле да застанеме ние како политичари, нашите политички партии, заради тоа што граѓаните застануваат токму поради нив. Ако најдеме личности зад кои што граѓаните доминантно застануваат, тоа би бил некој вистински консензуален кандидат. Уште една причина, според нашиот извор, стои зад понудата на Заев. Проблем со изборот на председателски кандидат во СДСМ, кој би ги обединили партиските членови, но и некогашните шарени револуционери и неопределените. Имено на партиските анкети, засега во водство е министерот Спасовски, далеку пред Димитров, Шекерински и Пендаровски. Актуелниот министер за внатрешни бил подготвен да трча, доколку Заев му даде амин. Изборот на СДСМ ќе биде соопштен на 3 март.